Драги мои, здраво! Добре дојдовте во уште едно издание Слушај ваму, ексклузивно за Република. Драги мои, веќе влегуваме во предизборието кое ќе биде очигледно чиста формалност. Јасна е убедливата победа која ќе има опозицијата и јасно е повеќе од како никогаш досега поизвестни изборни резултати не сме имале. Очигледно, инженерингот и сите останати проекти паднаа во вода, иако имаше стравувања дека можеби ќе се прави ова, ќе се прави она, затоа што сме навикнати од овие токму така да се однесуваат, но очигледно ништо од тоа нема да биде. Но што ќе биде? Ќе биде опозицијата ќе освои огромна предност, а власта ќе падне многу. Добро и за едните, добро и за другите. Зошто? Затоа што власта сега беше многу криминогена и многу криминогени елементи се наметнаа во оваа партија. Оваа партија или треба да исчезне, или да се исчисти. Тешко е да се исчистиш од криминалци кога имаат толку пари, толку моќ, но добро е кога ќе паднат политички сериозно дното ќе го, тогаш ќе може добрите луѓе, професионалните луѓе, честните луѓе да дојдат до израз. Но тоа не е мој проблем. Мој проблем е сега нешто друго што го забележувам. Многу критики зошто овој влегол во коалиција со ВМРО-ДПМН, зошто овој не, зошто овој да, зошто собирал ситни. Вака само да ви кажам. Заборавате вие изгледа со која партија си имате работа. ВМРО-ДПМН ја следам, исто како и СДСМ, ја следам уште од раните 90-ти. Секогаш обединувала. Значи, не се расправала, сега имаме социјални мрежи, тогаш и немаше, па немаше толку расправи околу таа тема. Секогаш ги обединувала и најситните, сите оние што ќе се приклучеле, сите оние што ќе се согласеле со програмата, а програмата им е врв, до сега една од подобрите програми. Мислам дека најдобрата програма ја имаа 96-та ВМРО, оваа е, мислам дека е на тоа ниво и лидерот Мицкоски очигледно покажува една сериозна зрелост, има една визија и мене тоа ми дава смирување. На страна он како ќе се понаша, што ќе се понаша, очигледно партијата ќе иде во добра насока и тоа мене ми е важно што ќе се случува со мојата земја. Кога е добро во мојата земја и мене ќе ми биде добро. Толку. Не партиски. Јас сум цел живот невработен. Ја никогаш во мојата емисија, во моите делувања немала партиски реклами, кампањи и така натаму. Гости да. Без оглед што хејтерите мислат, јас знам како сум работел и како сум стигнал овде и затоа сум веќе во 26-та година, 25 години фул. Од мојата ТВ кариера, не ја сметам мојата радиска кариера, па претходно и дисџокејска, па и музичарска и така натаму. Знам како сум се провел низ животот и затоа ја поддржувам оваа опозиција да дојде на власт, затоа што знам какви услови и што ќе даде. Да, секогаш можат да се изродат вакви или онакви, но добро е она да ги има под контрола, одошто да дигаат джеба, а потоа станат платеници на некои меѓународни мешетари кои ќе прават клима против добрите политики. Впрочем, вие предходната власт ја сменивте затоа што им верувавте на разноразни џаболебари. И па сега е добро да ги имаш во джеп, нели? Да се со тебе, да се кај тебе. Дали тоа било добро за ВМРО-ДПМН? Најдобро. Најдобро ќе ви кажам. Најдобро е. Опамети ги, прибери ги, усмери ги. Кога веќе ние како општество не сме се ослободиле од тие паразити, и тие паразити нема да се ослободат. И тие паразити ќе треба да потпишат
со која политика, како и што ќе се согласуваат. И само да ви кажам, пријателите држи ги блиску, ама не пријателите уште поблиску. Многу ми се допаѓа овој нивни пристап. Ја гледав платформата 1198 и да ви кажам, многу сум задоволен затоа што можеби некој така чисто формално го гледаат, но оваа власт никогаш не излезе со платформа, никогаш не излезе со сериозна, издржана програма. Сега знам што ќе се случува. Ако ништо друго, сега ќе знам зашто ќе кукам. Зошто ова не е направено? Зошто она не е направено? Замислите, во цела ова перверзија уште искача власта и вика од СДСМ и вика ете, они ВМРО го спречи градењето на клинички центар, па сега ќе граделе нов. Извинете ве молам, ја имав 4 интервјуа на тема клинички центар изминативе 15 години, чие градење го кочеше токму СДСМ, токму соросоидите, токму оваа власт не дозволи и живееме и здравието си го бараме, а ја морав многу често да го барам, а да не зборам за родители со своите деца, со своите постари, за маката која имаат, кои мора да влезат, пошто нема избор, мора да влезат во клинички центар. Не сме сите богати, а далеку од тоа. Да можеме да си дозволиме. Да, приватно има добро. Изволте. Плати ми ги трошоците. Но сето ова дерогирано општество е благодарение токму на овие. И овие сега единствено што може да направат е harm reduction, да ги соберат што е можно поситни борани, за едно-две места помалку да освои опозицијата. Знаете што? ВМРО ДПМН ќе прави влада и сама да излезе без коалиција, но ќе иде со коалиција. Не затоа што не и треба, затоа што тоа е добро за Македонија. Честито на победата, супер. Мислам дека ни престои прекрасен период, ако едино Абдало Ноној сенилен не се реши на црвено копче во дразнењето. А на есен, уште ако дојде Доналд Трамп и републиканците, ќе почувствуваме глобален просперитет во економијата, а ние ќе бидеме првите кои ќе може. Ништо друго не е битно, ни политика, ни ништо, туку малце просперитет. Народов е утепан. Знаете што? Еве последното што го објавив сега кога ќе излезе ова, не знам кога ќе излезе, значи денеска, ова е петок, цените во маркетите и на пазарите во Грција се поевтини одошто во Македонија. Ало, ви доаѓа ли до тиквата малце? Ало, се свестувате ли? Не зборам за свестените, за оние бандоглавите. Грција, Европска унија има поевтина храна, поевтина роба за широка потрошувачка од нас. Зошто? Затоа што им дозволија максимални маржи по маркетиве и овие трговциве, затоа што им лапаат огромен рекет. И овие немаат што друго да направат. Да, ние гневот го насочуваме токму кон маркетите, овој ланец или оној, ама нема избор. Тој за да преживее мора да му дава огромен рекет, кој не можеш утре и да го докажеш. Многу судења ќе има. Ја мислам дека Македонија, која ќе, барем наредната година, ова време, дека ќе треба да има формирано некаков суд, апропо Хашкиот трибунал, кој ќе суди за злосторства против Македонија и македонскиот народ. Слушај.